има ли можност да се, ако Грција инсистира и на промена на уставот, да се најде? Ние веќе еднаш го имаме променето уставот во насока да ја удоволиме на Грција со тоа што се откажавме де јуре од нашето национално малцинство во егејскиот дел на Македонија. Така што такви веќе штосови мислам дека не минат и тоа им е јасно и на нашите политички естаблишменти. Имено името е нерешливо прашање и колку и да звучи парадоксално, грчкиот максимализам и национализам во моментов е најголем чувар на нашиот идентитет. Впрочем, не заборавајте дека на самитот во НАТО, во Букурешт, и Црвенковски и Груевски прифатија име кое се вика Република Македонија во заграда Скопје, но грците тоа не го прифатија. Тоа значи дека грците имаат максималистички позиции и тоа е единственото што досега нас не чува од промена на идентитетот. Да не се лажеме, промена на името нужно повлекува промена на идентитет. Ако се крстиме на СДСМ и ДПМН, до сега името ќе беше Левица ќе го одбрани дадено. името. Во една ваша колумна рековте сега останува Левица да го прави. Па да, јас тоа го кажав на шала. Меѓутоа, не заборавајте дека грчкиот тим е конзистентен цело време. Значи, тие се окружени со многу добри советници, со професори по меѓународно право, додека нашиот тим е каша попара. Нашиот тим е смешки да се разговара, чиновници од трет ранг се ставаат во тие преговори и не заборавајте дека нашата позиција како Република Македонија со децении официјалната позиција беше двојна формула. Што тоа значи? Тоа значи дека кон светот ќе бидеме Република Македонија, а кон Грција може да зборуваме за некое достоинствено име. И сега, од таа позиција на интерпартес, сега ние зборуваме за позиција на комплетно промена на име, не само за меѓународна, туку и за внатрешна употреба, тоа не поминува и впрочем ако се повикуваме на прогресивен или не знам каков свет, тој прогресивен свет треба да ја испочитува оваа пресуда на Меѓународниот суд на правдата од Хаг, кој е нема така прогресивен свет очигледно, бидејќи Хашката присуда до сега иако ја добивме, тоа зборува за принципите на НАТО, за кои што се залага мојот соговорник, а против кој сум јас. Значи, НАТО е непринципиелна организација, бидејќи да беше принципиелна, таа ќе ја испочитуваше пресудата на... И тоа е илузорно да се надевате вие дека сега, значи времето... Не можеме да ја користиме ни Хашката присуда во НАТО. Република Македонија ја имаат признаено околу 130 држави под уставното име и сега е илузорно вие да барате тоа стекнато право повторно да се враќа, така што тој спор е нерешлив. Единствената опција е напуштање на преговорите, бидејќи во самите резолуции на Обединетите нации се вели брзо решение. Се сеќавате првичните изјави на Глигоров беа дека е за неколку месеци, па тие станаа децении и декади, така што 27 години воопшто не е брзо решение и Македонија има основ да ги напушти преговорите и да оди преку Генералното собрание на Обединети нации, каде што имаме мнозинство во наша полза. Не заборавајте дека и 3 од 5 земји членки на Совет на безбедност, постојани земји членки, веќе не имаат признаено подуставно име, така што на овој пат Македонија треба само да издржи. Ајде сега вака да прашам Апасиев. Меѓународниот суд на правдата во Хаг присуди дека Македонија и натаму може да го користи своето уставно име во односите со Грција и во рамки на меѓународните организации. Па апсолутно, како може да не може да го користите своето име? Која држава не го користи своето име? Бидејќи вие сте потписник на писмо од 200 интелектуалци за прекин на преговорите, ако веќе се алудира на прекин на преговорите, веројатно ова било најдобриот момент да ги прекинеме преговорите, бидејќи по Хашката присуда можеме да го користиме уставното име. По оваа присуда можеме и уставно име да влеземе во НАТО да расчистиме сега. Хашката присуда вели дека не може Грција да се противи, согласно времената спогодба е поднесена таа. Значи тоа е класичен пример каде што ние како послаба држава можеме да извојуваме меѓународни победи, впрочем правото стои за да ги заштити послабите и нашата тенденција како држава треба да биде кон правно решавање на спорот, бидејќи политички каскаме секогаш зад грчката дипломатија, не можеме вода да ја носиме на грчката дипломатија,